Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Во ова издание говориме за национализмот и екстремизмот во Европа, кои во последно време се поврзани со страхувањето од исламистичките движења. Како што за време на грчката должничка криза најголем подем во Европската унија доживува крајно левичарските политички партии, така сега по терористичките напади и заканите од исламската држава расте рейтингот на оние крајно десничарските. Екстремизмот и ксенофобијата според некои аналитичари допрва ќе обликуваат сликата на Европа. Нема место за олабавување или триумфализам, изјави францускиот социјалистички премиер Мануел Валс, откако крајно десничарскиот национален фронт не успеа да победни на регионалните избори во Франција, но затоа пак успеа да освои рекорден број гласови досега. Тоа според него е знак дека треба да се покрене длабока дебата за она што ги загрижува французите кои очекуваат силни и прецизни одговори. Такви одговори очекуваат не само француските, туку и граѓаните на другите земји од Европската унија, кои се соочуваат со страф од тероризмот и со огромен бран бегалци и мигранти од Азија и Африка. Од нападите во Париз во ноември, вниманието на европската јавност некако беше пренасочено од една очајно актуелна тема – состојбата на Европската унија. По се изгледа, нејзината здравствена слика не ја прават сива само бегалците и милитантите на исламската држава. Затоа, според некои аналитичари, работите нема да одат така лесно како што европските лидери сакаат да веруваат нивните граѓани. Успехот на Националниот фронт, како што додаваат, не е само поради лутината кај граѓаните, поради тоа како владата се справува со исламскиот екстремизам, туку и поради разочарувањето со старите политички класи околу тоа како ги прифаќаат острите мерки за штедење што ги диктира Брисел. Во Европа расте бројот на оние што сметаат дека сегашната ситуација е и поради политиката на отворени граници во Унијата, што релативно голесни патот за враќање на исламските милитанти на континентот. При тоа, како да се заборава на фактот дека повеќето земји на Унијата воопшто не посветуваат доволно внимание на муслиманите кои живеат во нив. Како и да е, сето тоа придонесе за пораст на крајно десничарските националистички движења кои се против мигрантите, муслиманите, Европската унија. Се појавија и мислења, меѓу кои на поранешниот чешки председател Вацлав Клаус, дека сегашната мигрантска криза било проект на европските елити со цел, како што се наведува, да се разнебитат националните држави за подобро да владеат со нив. Оценката на германскиот канцелар Ангела Меркел дека Европа може да абсорбира милиони бегалци изнервира многу нејзини приврзаници во Германија, но и во Европа, особено унгарците кои ја обвинија за морален империализам. Меѓу членките на Европската унија, особено оние што некогаш беа во источниот комунистички блок, воопшто не е добредојден нејзиниот предлог за рамномерно распоредување на бегалците. Словачка е заинтересирана само за христијански бегалци, а во Полска стравот од мигрантите беше една од причините за победата на десничарите на неодамнешните парламентарни избори. Во исто време расте рейтингот на оние во Британија кои се за излегување на таа земја од Европската унија. Се во ова покажа дека идеализмот од Шенген, според евроскептицистите во Британија, не е соодветен во светот во кој психопати со оружје шетаат на улиците, во кој Европската централна банка раководи со економските страдања и во кој воопшто не се земаат предвид мислењата не само за еврото, туку и за мигрантската криза на демократски избраните влади во тие земји. Тактичкото гласање на француските социјалисти со што се спречи крајната десница да победи на регионалните избори не ја отстранува во целост опасност од Националниот фронт за францускиот политички систем. Наскоро, односно во септември 2017 година, со ова закана ќе се соочи Ангела Меркел, која ќе излезе на предвидените избори. До тогаш, ако нема вистински одговори за големите прашања на нивните граѓани, од терористичките закани до големата невработеност, и натаму ќе расте национализмот и екстремизмот на политичката сцена во Европа. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија, за разлика од Европа, каде што бегалската криза е главна причина за растот на екстремизмот и национализмот, тие најчесно се поврзани со меѓуетничките односи во земјата. Според некои експерти, тоа е поради фактот што бегалците, поради транзитирањето низ земјата, од македонските граѓани не се гледаат како на опасно за нивниот секојдневен живот. Како и да е, екстремизмот останува најлесен начин за манипулирање на граѓаните. Трошановски, зошто национализмот се уште добро поминува кај гласачкото тело, односно тоа бранење на македонштината или албанштината?
Затоа што според културниот модел или милје на кој што припаја нашето општество, примарни вредности кои што ги засегаат луѓето се личната сигурност, безбедност, стабилноста и од друга страна економскиот просперитет. Од тука оние теми како национализмот кои што директно полагаат право на идентитет, на самоопределување, на сигурност на заедницата и така натаму, се оние кои што на луѓето им се многу полесно сварливи, рационално и емотивно исто така, и многу полесно со нив може да допрете и да манипулирате. Познатиот музичар Рамбо Амадеус во едно неодамнешно интервју рече дека со национализам се хранат луѓето што заработуваат до 300 евра. Тие што заработуваат повеќе се занимаваат со други теми. Се согласувате со оваа констатација? Апсолутно се согласувам. Баш го следев истото интервју, или од 300 до 500 евра луѓето занимаваат со начин на облекување, над 500 евра со патување, земување и летување, над 1000 евра се занимаваат со љубов. Токму нискиот социјален стандард, односно финансиската можност на семејствата и не им овозможува своето време, слободно време, односно не им овозможува слободно време во кое што би можеле да промислуваат по-благородни или по-граѓански теми како екологија, човекови права, слобода на медиуми, демократија генерално, ако сакате, туку ги држи во доменот на оно што е најпримитивно, најпримордијално како секојдневно преживување и опстанок на заедницата, нацијата, односно најплодното хумусот на национализмот. Во моментов има експанзија на крајната десница во Европа и таа е поврзана со мигрантите и со терористичките закани. Кај нас не се експлоатираат тие теми толку, кај нас национализмот генерално се поврзува со меѓуетничките односи. Зошто? Реално ние сме сепак транзитна земја, стабилноста, безбедноста на нашето општество не е засегната од, да речеме, некои бегалци кои што би останале овде, би го загрозиле нашиот начин на живот, идентитет и така натаму. И од тука, она што ни останува и што е најлесно да се и најопипливо и највидливо на што живееме секојдневно, се меѓуетничките односи и мистериозноста на другиот, абстрактноста на другиот, на кој што може да му се налепат најразлични пропагандни техники со кои што може да ги манипулирате гласачите. И покрај тоа што национализмот вирее во Македонија и е изразен, кај нас нема експанзија на крајно десничарски партии како што е во Европа. Зошто? Да, добро, треба да земете во предвид историјата на развој на политичката култура во Македонија. Ние од социјалистички систем влеговме во транзиционен некој период кон демократија и никогаш во нашата државна историја, да речем, не сме имали искуство со крајно десничарски партии. И од тука мислам дека токму отсуството на таа традиција и следствено база на таа традиција во електоратот не овозможило да одредена крајно-десничарска партија развие популарност и стекне некој стабилно гласачко тело. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.